Беше тоа на 4 октомври 1883 година, кога започна првото патување на возот Ориент Експрес од Париз до градот Ѓурѓу во Романија, со станици во Минхен и Виена. Во Ѓурѓу патниците со трајект се префрлани преку Дунав до градот Русе во Бугарија. Оттаму патот продолжувал со друг воз кој одел за Варна, каде патниците повторно морале да преминат на трајект кој би ги префрлил до Истанбул. Во 1885 година отворен е славниот правец преку Виена и Белград до Ниш. Од Ниш до Пловдив се патувало со кочија, а од Пловдив до Истанбул повторно со воз. 40-тите години на 20 век биле зенитот на Ориент Експрес. Патот кон исток се спроведувал на 3 напоредни правци: Ориент Експрес, Симплон, Ориент Експрес и Албер Ориент Експрес, кој се обрекал преку Цирих и Инсбрук до Будимпешта. Од Будимпешта возеле вагони за спиење до Букурешт и Атина. Во тоа време Ориент Експрес добил репутација на комфорен и луксузен воз. Беше тоа на 4 октомври 1913 година, кога прашањето за разграничување на Албанија со Македонија, која се наоѓала под српска окупација и натаму била предмет на мировната конференција на амбасадорите на големите сили во Лондон. Во надлежност на комисијата, што имала задача да ја определи границата на Албанија од брегот на Јадранското море во правец на Охрид, било и прашањето кому ќе му припадне манастирот Свети Наум, на Србија или на Албанија. Проблемот на Свети Наум се нашол на дневен ред на состанокот на комисијата на 4 октомври одржан во Битола. Спорот околу ова прашање траел до почетокот на Првата светска војна. Во текот на војната мирувал, а повторно се разгорел на мировната конференција во Париз и продолжил уште неколку години потоа. Беше тоа на 4 октомври 1937 година. Во Скопје е основано спортското друштво Раднички. За време на Народно-ослободителната војна на Македонија се викало ФК Слобода. По завршувањето на Народно-ослободителната војна го носи името Работнички, а во првата декада на 21. век Работнички Кометал. Беше тоа на 4 октомври 1941 година, кога во селото Чучер, Скопско, е формиран првиот Народно-ослободителен одбор во Македонија. За прв председател бил избран Петар Крстев Урдаревски. На 4 октомври 1958 година во Охрид, во катедралната црква Света Софија, во присуство на 219 делегати, се одржа вториот црковно-народен собор на Македонската православна црква. На соборот, во лицето на Македонската православна црква, беше возобновена Охридската архиепископија. Епископот Доситеј беше избран за прв поглавар на црквата со звање архиепископ Охридски и Скопски и митрополит Македонски. Беше тоа на 4 октомври 1986 година, кога во Охрид во катедралната црква Света Софија се одржа архиепископски изборен црковно-народен собир, на кој господин Гаврил Ѓорги Милошев е избран за трет поред архиепископ Охридски и Македонски, поглавар на Македонската православна црква. Следниот ден во црквата Свети Климент, новоизбраниот поглавар положи свечена заклетва и му беа врачени архиепископски обелешја. Во 1998 година, на 4 октомври, во Скопје е поставен камен темелник за изградба на црквата Света Богородица. Црквата како соборен храм и заштитник на градот била изградена во 1204 година од страна на Добромир Хрс. Оваа црква постоела до 1688 година, кога била струшена од турците. По долги години, на почетокот на 19 век, повторно започнала изградбата на црквата. Во 1944 година црквата била запалена од бугарската окупаторска војска, а целосно срушена во Скопскиот земјотрес од 1963 година. Во 2004 година Трифун Костовски активно се вклучил во обновата на црквата. Благодарение на неговото ангажирање и финансиските средства, изградбата започнала во 2005, а завршила со осветувањето на црквата на празникот Свети Атанаси на 31 јануари 2008 година.
Црквата е обновена во истиот изглед и архитектура како што ја имала во минатото.